Благодарам, господине подпредседателе. Значи, јас ќе се обидам да одговорам на тезите кои што ги имаше колешката Емилија Александрова. Ќе почнам од позади наназад. Вклучување на сите пратеници, да, вклучени се сите пратеници, зашто овој процес е предолг. Проблемот е што се само пратеници вклучени, а не се експертите вклучени. Проблемот е што овој закон е пишуван од пратеници и од договори меѓу пратеници. Сите забелешки на експертите се фрлени во корпа, а тие беа многу и се многу постручни и позначени од било кое наше мислење. Не треба да се повикувам на имиња, доволно е да ги погледнете стенограмите од јавната расправа која што беше организирана и ќе ни стане јасно дека законот нема врска со тоа што експертите го зборе. Велите целосен консензус. Да, и јас сум за целосен консензус и јас мислам дека треба да се донесе ваков закон, но со начинот на кој што постапивте колешка Емилија и колегите од независната пратеничка група, практично вие затворивте можноста да се постигне целосен консензус. Заради тоа што го раскомотивте СДСМ во нивната стара желба да обезбедат без ВМРО ДПМН 80 пратеници и да си ги тераат приоритетите кои што имаат намера да си ги тераат. Понатака, велите и се фалите дека нема да важат снимките. Не, господи Александров, нема да важат снимките за новите предмети, за тие снимки кои што ќе излегуваат и со тоа внесувате. Ве молам да се испочитуваме до тоа. Ќе ве молам за старите предмети ќе важат снимки. Е пријавена за реплика и има шанса да одговори. Да, повелете. Да. Значи, отиде, да, скратено е времето. Да, знам. Значи, ја што велам, еве поставивте прашање дали ВМРО сака да важат снимките или сака да не важат снимките. Ајде вие одберете. Нека важат или за сите, нека не важат за сите. Еден од двата модели мора да се избере. Не може вака. Не може за едни да важат, за други да не важат. Не може за овие, како Ѓоко Поповски, да важат, а за овие снимки што ги слушаме денеска да не важат. Да ја одлучат. Или да важат, или да не важат. Тоа што го имате како решение во законот не е така. Понатака. Велите добар сигнал спрема Европската унија. Да, би било добар сигнал за Европската унија, но една од клучните, најклучната држава во моментот од Европската унија ви вели нема да пазиме само дали ќе се донесе закон. Нема да пазиме само каков закон ќе се донесе. Ќе пазиме и како ќе се донесе закон. И знаеме што значи тоа. И ве молам, господи Александров, вие имате добри контакти со, ако може да ме сослушате, ќе се консултирате подоцна. Вие имате добри контакти со амбасадите. Да не ги залажуваме граѓаните на Република Македонија. Да им кажеме дека во март нема да има датум. Значи, како да во март нема да има датум. Јас со пола од вас, колешка Александрова, се кладев во октомври дека нема да има датум. И ги добив од кладбите. И сега ви го велам истото. Немојте на бранот на тоа дека еве правиме нешто за датум, да покриваме други работи. Нема датум во октомври. Во март. Нема да има датум во март. Дел заради тоа што сето ова што се случува околу аферата рекет амбасадите го знаат повеќе од било кој во оваа сала. Верувајте. Све знаат. Знаат и торбата Луи Витон која однесол во кој град во Македонија. Све знаат. И да завршам и благодарам за разбирањето. Во еден разговор со мене, колешка Александрова, пред неколку дена, вие побаравте 3 работи. Двете работи, кои што се однесува исклучиво на законот, јас ви ги прифатив. Во име на ВМРО ДПМН. Третата работа која што ја побаравте, воопшто немаше врска со законот. Благодарам. Благодарам.